Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе почнеме со обработка на глава 8 од Евангелието според Матеј. Минатиот пат завршивме со проучување на говорот познат како беседата на гората. И мислам дека секој што го прочитал тој говор ќе се согласи дека станува збор за многу висок стандард на однесување. Но прашањето е, како да се држиме до тој висок стандард на однесување? Како да го исполниме? Во останатиот дел од Евангелието, Матеј ни го прикажува Господ Исус како некој што постојано живееше согласно мудроста од беседата на гората. Што се однесува до нас самите, Господ Исус во Евангелието според Јован, глава 15, стих 5, вели: без мене не можете да направите ништо. Колку би сакал ние верниците постојано да го имаме на ум овој стих, да знаеме дека без неговата сила и благодат ние не можеме да исполниме ниту еден најмал дел од неговиот збор. Господ Исус Христос действува преку неговиот свет дух, кој е испратен во светот и живее во оние што веруваат во него. Само светиот дух може да ни даде сила за таков надприроден живот. Патем, кога станува збор за ова Евангелие, сакам да знаете дека целта на Матеј не е да ни ја даде деталната биографија на Господ Исус, ниту пак да ги подреди настаните по некој хронолошки редослед. Неговата главна цел е да го прикаже Господ Исус Христос како долго очекуваниот Месија и цар. Откако царот се искачи на гората и ја кажа беседата, тој се симна и направи неколку чуда. Всушност, во оваа глава се запишани 6 чуда, но и во следната глава се запишани уште 6 чуда, што значи дека во глава 8 и глава 9 од ова Евангелие читаме дека Исус имаше надприродна моќ. Чудата за кои читаме во овој дел од Евангелието се запишани на многу уреден и логичен начин, но сепак не се хронолошки подредени, бидејќи тоа воопшто не е целта на Матеј. Тој едноставно сака да ни го опише царот и неговите дела, дека тој отиде на гората каде го објави својот манифест, тоа е законот на царството, но дека не дојде само да поучува, туку и да ја објави Божјата моќ преку неговите дела. Мое лично верување е дека онака како што ни е запишана во Евангелието според Матеј, беседата на гората е скратена во споредба со целосниот говор што Исус го даде пред слушателите. Сигурен сум дека еден ден, кога ќе бидеме во небесното царство, ќе ја знаеме целосната верзија од овој говор. Да се вратиме на чудата запишани во глава 8. Еве го редоследот по кој што се запишани. Прво, го имаме чудото со исцелувањето на лепрозниот човек. Господ Исус го допре и го исцели. Потоа е исцелението на слугата на римскиот војник. Исус воопшто не го допре тој човек, но го исцели од далечина. Трето е чудото со мајката на сопругата на Петар. Исус ја допре и таа оздраве. Четвртото чудо беше изгонувањето на демони. Со тоа Исус покажа дека има власт над силите на темнината. Потоа Исус ја смири бурата и со тоа покажа дека има власт и над природните појави. На крајот е изгонувањето демони од двајца луѓе кои живееја во Гадаринската област. Значи, Матеј ни ги објаснува делата на царот, но не според хронолошки, туку според логичен редослед. Од исклучителна важност е да бидеме свесни за начинот на кој Матеј пишува. Време е да почнеме со обработка на делата запишани во оваа глава. Прво е чудото со исцелението на лепрозниот. Стих 1.
а кога се симна од гората, по него врвеше многу народ. Воопшто не е случајно тоа што Матеј забележува дека многу народ врвеше по Исус. Очигледно е дека не го следеа само неговите апостоли. Тој се наоѓаше во Капернаум. Тоа беше еден вид на центар од каде ја водеше неговата служба. Мое лично мислење е дека чудото за кое ќе читаме сега се исполни токму во Капернаум. Што се однесува до текстовите што ги обработувавме во претходните епизоди, некои луѓе се прашуваат на која гора Господ Исус ја кажа познатата беседа. Ќе бидам искрен со вас и ќе ви кажам дека не знам, а и не сметам дека е толку важно. Но, кога се спушти од гората, многу народ врвеше по него. Досега, царот им го представи етичкиот кодекс на царството, но сега доаѓа времето кога ќе ја објави и својата сила. Кога бев на факултет, имав цимер. Кога дојде денот на дипломирањето, на церемонијата ни гостуваше еден говорник, кој со својот мотивацијски говор не дигна во облаци, кажувајќи ни за што се сме способни во животот. Мојот цимер имаше навистина тешка година. Тој беше многу привлечен дечко, а и доста популарен, но неговиот проблем беше тоа што се дружеше со погрешни луѓе. Всушност, неговото друштво беше главната причина поради која тој престана да му служи на Господ. Почна да пие алкохол и често се впушташе во неволји. Неколку пати се обиде да престане, но без ефект. Но никогаш нема да ја заборавам неговата реакција по дипломирањето. Влезе во собата, седна на подот и со многу разочарувачки поглед ми рече: не ми треба некој да ми кажува што треба да правам. Ми треба некој да ми покаже како да го направам тоа што знам дека е добро. Тоа е потребата на секој од нас, зарем не? Господ Исус даде добри етички поуки, но сега е време да ја објави својата сила. Забележете што пишува во стих 2. И ете, се приближи еден лепрозен, му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Лепрозниот не дојде кај Господ Исус со зборовите: дали ќе ме очистиш или дали можеш да ме очистиш. Не, туку тој му пристапи со вера. И токму тоа е начинот на кој Господ Исус очекува и ние да му пристапуваме. Забележете дека лепрозниот го нарече Господи, што ни укажува на тоа дека тој знаеше дека стои во присуството на некој што е многу повеќе од човек. Му се обрати со зборовите: ако сакаш, можеш да ме очистиш. Господовата волја не е секој човек да биде исцелен, но ако нешто е според неговата волја, тој има сила да го стори тоа. Ние постојано треба да ја бараме Божјата волја. Тоа е од голема важност. Морам да признаам дека за мене е некогаш тешко да го правам тоа. Не знам, за некој од вас можеби тоа е лесно, но мене ми е тешко најпрво да ја барам Божјата волја. Јас пред Бог најчесто одам да му кажам јас што сакам, но лепрозниот знаеше многу подобро од тоа. Тој беше свесен дека Господ Исус може да направи се што е според неговата волја. За жал, денес во некои цркви, а и во така наречени христијански книги, пишува дека што и да побараме од Бог со вера, тој е обврзан да ни го даде. Тоа не е во согласност со светописното учење. Оставете на Бог да одлучи дали нешто е добро и полезно за вас, и ако е, тој ќе ви го даде. Забележете што пишува во стих 3. Ова е навистина неверојатно. А Исус, кога ја подаде раката, се допре до него и рече: сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. Сакам да појаснам нешто во однос на овој стих, со цел подобро да го разберете.
Како што забележавте, Матеј пишува дека Господ Исус го допре лепрозниот. Зошто е тоа важно? Бидејќи овој човек не само што имаше болест на телото, но таа болест беше пропратена со еден вид на психолошка изолација од луѓето. Замислете дека станува збор за земјоделец, кој еден ден додека работи на нивата забележува дека на раката има рана. Кога се враќа дома и кажува на сопругата за раната, а таа му става некаква лековита маст. Утредента, раната станува уште поголема, но човекот мора да оди на работа. Недела дена подоцна, неговата сопруга беше навистина загрижена, бидејќи состојбата стануваше се полоша. Му рече на човекот: оди кај свештеникот, да видиме тој што ќе каже. Човекот отиде кај свештеникот и таму му беше кажано да се врати после 14 дена, за свештеникот да види дали има некакво подобрување. 14 дена подоцна на неговото тело имаше и други исти такви рани. Свештеникот му рече: имаш лепра. Човекот одговори: дозволи ми да се поздравам со сопругата и децата. Свештеникот рече: жал ми е, но не можеш да се поздравиш со нив. Никогаш повеќе нема да можеш да ја прегрнеш сопругата, ниту пак да ги држиш твоите деца во раце. Кога и да се приближи некој човек до тебе, на глас ќе викаш: нечист. Лепрозниот оддалеку ги гледаше неговите деца како растат. Редовно доаѓаа да му остават храна, но не беше во директен контакт со нив, туку ја земаше храната откако тие си заминуваа. Со години немаше контакт со ниту еден човек. Но, еден ден Исус дојде во областа каде тој живееше. Лепрозниот оддалеку повика кон Исус и му рече: ако сакаш, можеш да ме очистиш. И што направи Господ Исус? Го допре. Можам да гарантирам дека тој допир беше едно од најпрекрасните нешта што лепрозниот ги имаше искусено во животот. Тој допир не само што го исцели од лепрата, туку и ја исцели неговата осаменост, која беше резултат на лепрата. Матеј пишува: тој веднаш се очисти. И му рече Исус: гледај никому да не кажеш, а оди, покажи им се на свештениците и принеси дар, како што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. Во Евангелието според Марко пишува дека човекот беше толку радосен што на сите им раскажа што се случи. Во одредена смисла тој беше непослушен на Господовите зборови и поради тоа Исус се повлече во Капернаум. Стих 5. А кога Исус влезе во Капернаум, се приближи до него еден стотник и го молеше велејки. Предпоставувам дека стотникот дозна за исцелението на лепрозниот. Тој беше неевреин, личност што не беше дел од Божиот народ Израел. Но за него тоа не беше препрека да дојде кај Господ Исус со неговата молба. Слушнете ги неговите зборови. Стих 6. Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Очигледно е дека неговиот слуга беше многу болен. Стих 7. Исус му рече: ќе дојдам и ќе го излекувам. Слушнете го одговорот на стотникот. Стихови 8 и 9. А стотникот одговори и му рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Но кажи само збор и слугата мој ќе оздрави, зашто и јас сум човек подвластен и имам и подчинети војници. Па кога ќе му речам на еден од нив: оди, и тој оди, на другиот дојди, и тој доаѓа, и на слугата направи тоа, и тој прави. Овој човек беше стотник, што подразбира авторитет во римската војска.
му беше даден таков авторитет што ако на некој обичен римски војник му рече оди таму и заврши ја таа работа, војникот би бил обврзан да ја заврши. Значи, станува збор за човек што има моќ и авторитет, но и човек што препозна дека Господ Исус Христос има моќ и авторитет. Стих 10. Кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него: вистина ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. Во Новиот Завет се запишани две случки во кои Господ Исус се восхитува. Едната е кога го виде неверието на Израел, запишано во глава 6 од Евангелието според Марко. И втората е оваа, средбата со стотникот. Стих 11. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството небесно. Интересно, Господ Исус вели дека во Царството небесно ќе дојдат луѓе од исток и од запад. Во моментот кога тој ги изговори овие зборови, нашите предци се наоѓаа западно од Израел. Всушност, ова е пророштво дека не само евреите, туку народи од сите краишта на земјата ќе бидат дел од небесното царство. Стих 12. А наследниците на царството ќе бидат фрлени во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Наследниците на царството се однесува на евреите, кои сметаа дека ќе го наследат царството само затоа што се евреи. Но Господ не спасува врз основа на етничка припадност, туку врз основа на лична вера во Него. Стих 13. И му рече Исус на стотникот: оди си и нека ти биде според верата твоја. И слугата негов во истиот час оздраве. Иако стотникот не беше дома, поради верата во Господ Исус, знаеше дека неговиот слуга е исцелен. Господ Исус покажа дека може да исцелува преку допир, но и од далечина, без притоа да го допре болниот. Потоа е запишано и исцелението на тештата на Петар. Стихови 14 и 15. Кога дојде во домот на Петар, Исус ја виде тештата негова како лежи болна од треска. И се допре до раката неизина и треската и помина. Таа стана и им служеше. Како и при чудото со исцелението на лепрозниот, и овој пат Господ Исус ја допре и исцели болната личност. Досега прочитавме за 3 чуда. Лепра, која во тоа време беше неизлечива болест. Парализа, болест која исто така беше тешка за лечење, и треска, а тоа е минлива болест. Може би здравствената состојба на тештата на Петар секако ќе се подобреше, но сепак Господ Исус ја исцели. Стих 16. А кога се стемни, доведоа кај него мнозина обземени од демони, и тој со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни. Сакам да нагласам 2 нешта во однос на овој стих. Матеј дава еден вид на колективен извештај за исцеление, бидејќи не ни кажува конкретно кои беа луѓето што Исус ги исцели. Ако внимателно го читате неговото Евангелие, ќе забележите дека Матеј известува за илјадници луѓе што беа исцелени. Предпоставувам дека тоа подразбира илјадници слепи што прогледале, илјадници неподвижни што прооделе, илјадници глуви што почнале да слушаат и така натаму. Непријателите на Исус никогаш не ја доведоа во прашање неговата сила да исцелува. Тие само го обвинија дека неговата сила доаѓа од сатаната. Стих 17. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели:
Тој врз себе ги зеде нашите немоќи и ги понесе болестите. Овој стих е запишан во Исаја, глава 53, стих 4. Инаку, модерните така наречени исцелители го користат овој стих како основа за нивните тврдења дека Бог сака да ја исцели секоја болест. Но, јас не се согласувам со таквото толкување на овие зборови и ќе ви кажам зошто. Ако го прочитате следниот стих, а тоа е Исаја, глава 53, стих 5, ќе увидите дека пророкот зборува за тоа како Господ Исус беше казнет за нашите гревови и беззаконија. Некој можеби ќе рече, како можеш да си сигурен дека овие стихови се однесуваат само на спасението? Го знам тоа, бидејќи е потврдено во првото послание на Петар, глава 2, стих 24, каде се вели: Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите, да живееме за правдата. Преку неговата рана се исцеливте. Исцелени од што? Од гревовите. Апостолот Петар ни дава јасно толкување на тоа што Исаја го напишал. Во Исаја, глава 53, стих 6, пишува: Сите ние бевме заблудени како овци. Секој си одеше по својот пат, и Господ ги натовари врз него гревовите на сите нас. Јасно е дека пророкот Исаја предскажа дека Спасителот ќе го реши основниот проблем на човештвото, а тоа не се болестите, туку гревот. Кога луѓето ги поврзуваат овие стихови со телесното исцеление од болести и слабости, тие всушност ја промашуваат поентата на пророштвото. Вистина е дека оние што се Христови еден ден ќе имаат прославени тела, кои нема да подлежат на болести и слабости. Но тоа ветување не е дадено за сега, туку за иднината и целосното воспоставување на небесното царство на земјата. Додека сме тука, на овој грешен свет, нема начин како да најдеме целосно избавување од болестите и слабостите. Ако преку Христовата смрт ни е достапно целосно исцеление од болестите, тогаш зошто апостолот Павле му кажа на Тимотеј да пие вино за проблемите со стомакот? Зошто не го исцели? Зошто Јаков им кажа на светиите да бараат молитва од старешините доколку имаат некоја болест? Послание на Јаков, глава 5, стихови 13 до 15. Зошто Павле не се повика на тоа исцеление кога му беше даден трн во телото? Второ послание до Коринтјаните, глава 12, стихови 7 до 9. Постојат и други новозаветни примери од кои дознаваме дека во првата црква имаше болни христијани. Еден таков пример е и Епафродит. Филипјаните, глава 2, стихови 25 до 27. Сакам да знаете дека има ситуации во кои исцелението не е Божјата волја за некоја личност. Не знам зошто е тоа така, но писмото јасно ни го кажува тоа. Од друга страна, оние што се во Христос имаат ветување дека во вечноста сите нивни болести и слабости ќе бидат исцелени. Не ме разбирајте погрешно, јас верувам во исцеление, но според мене, подобро е да го барате тоа исцеление директно од Господ, а не од луѓе што се само прогласени исцелители. Доволно е да дојдете кај него со едноставната молба на лепрозниот, кој рече: ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Во следното проучување ќе продолжиме со обработка на 8 глава од Евангелието според Матеј. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо,
Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.